Почитувани, добар ден. Оно што секако на самиот старт како редакција сакаме да ви го посакаме и да ви го честитаме всушност меѓународниот ден на жената 8 март. Со оглед на тоа што денеска и се празнува меѓународниот ден на жената 8 март, кој не подсетува на борбата на жените за рамноправност со мажите во економска, политичка и социјална смисла. Во Македонија се бележи напредок, но сепак се уште жените не се рамноправни со мажите. Податоците од Државниот завод за статистика говорат дека процентот на жени на раководни функции е помал во однос на мажите, а различно се вреднува и трудот за исто работно место. Полни кафеани, подароци, цвеќиња, дали правилно се прославува 8 март? Како да се постигне поголема застапеност на жените во сите сфери на животот? Ова се двете прашања кои што денеска всушност ги поставуваме во ова праснично издание на Црвена линија. Очекуваме дека како и секогаш ќе ви имаме огромен број и ќе ги дадете вашите одговори. Но секако имаме и прашање за оние кои што не следат на Инстаграм. Ако не сте меѓу нив, доволно е да не заследите нашиот профил Црвена линија и веднаш да кликнете на Инстаграм стори. Таму ве прашуваме дали рамноправноста на жените и мажите го има достигнато потребното ниво. Две опции за одговор: да, не ќе кликнете онаму каде што е вашиот одговор, а резултатите во проценти ќе ги соопштиме, се разбира, таму некаде пред крајот на Црвена линија, поточно по рекламите. Но на самиот почеток секако сакаме да ве поканиме, односно сите заедно да го погледнеме и прилогот кој што е подготвен со оглед на тоа што денеска се одбележува светскиот меѓународниот ден на жената 8 март. Снежана Калевска-Ванчева, Ане Лашковска и Сузана Салију во различни политички партии, но со иста функција – политичарки. Секојдневно рамо до рамо минуваат низ низа предизвици, како позитивни, така и негативни. Бројот на жени во политиката од година во година се зголемува, но се уште предстои борба за застапеноста на жената во извршната власт. Тоа значи многу повеќе министерки, тоа значи дека треба да видиме и денот кога ќе имаме жена премиерка, треба да имаме градоначалнички повеќе, не затоа што сме само жени, туку затоа што овој свет е подеднакво и на жените и на мажите. И мора да сватиме сите дека градење на безбедно, сигурно и напредно општество, ако немаме равноправност и еднаква вклученост и во носењето на одлуките и во спроведувањето на одлуките помеѓу мажите и жените, тогаш сигурно нема напред. И научни истражувања, меѓутоа и искуството кое што го имам во политиката покажало дека жените на менаџерски позиции, на извршни функции биле многу подобри, поуспешни во извршувањето на својата работа отколку мажите. Постои помалку корупција, се попосветени на работата и се надевам дека тоа ќе биде причина во иднина жените да се во поголем број во извршната власт, а и зошто не во иднина да имаме и првата жена претседател на државата. 50% жени да бидат во собранието, зашто една многу јака позитивна порака на жената на терен може да создаде чуда, може да создаде многу позитивна енергија. Патот за жените во политиката е трнлив и исполнет со пречки, а години наназад се работи на јакнење на овој проблем. Политичарките се борат и за тоа што повеќе да се слуша нивниот глас. Ние имаме многу паметни жени, имаме жени интелектуалки, жени кои на вистина имат добар глас во народот и го пренесуваат тој добар глас меѓу народот, меѓу граѓаните. Но мислам дека жената има некоја своја сама цензура поради амбиентот на кој наидува. Кога ќе се изборот, се слуша гласот на жените, меѓутоа, повторно ќе речам, нашето општество е такво, треба да се изборат за да дојдат во позиција да се слуша гласот на жените. Веќе тука би рекла сме рамноправни, во советите сме рамноправни, меѓутоа за да дојде до одредена позиција, за жал треба се уште борба. Македонија се уште се бори со стереотипите и предрасудите во однос на учеството на жените во политиката, но и во јавниот живот. Денеска во Законодавниот дом се дискутираше за активностите и улогата на претеничките во подобрување на состојбата на родовата еднаквост и унапредување на правата на жената.
Ето го погледавме прилогот на Симона Петровска, верувам дека ќе ги имаме во ова денешно издание и секако жените застапени повеќе во однос на мажите со оглед на тоа што навистина од нив ќе сакаме да слушнеме како е возможно да се постигне поголема застапеност на жените во сите сфери на животот и како еве го коментирате фактот што овој ден се одбележува најчесто праксата покажува преку полни кафеани, подароци и цвеќиња. И дали според вас правилно се одбележува и прославува 8 март, меѓународниот ден на жената? На 023070005 секако го очекуваме и првото вклучување со кое што ќе го отвориме ова празнично издание на Црвена линија и напомена како и секогаш веднаш да се намали целосно тонот на телевизорот за подобро да се слушнеме и да не се зборува преку интерфон или спикерфон. Ако имаме гледач, почнуваме секако со вас. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас пред се. Честито празникот. Благодарам многу. До вас и до сите колешки околу вас и пошироко од цела Македонија. Големо благодарам во име на целата редакција и жените од телевизија Телма. Така. Сега застапеноста на жената. Жената е застапена. Квалитетот избива на површина, а квалитет на жената ги има во сиве функции. Тука нема што да дискутираме. Тука е сега, знаеш, борбата меѓу себе, меѓу луѓето. А иначе квалитетни жени има и застапени се и во парламентот, во сите институции ги има. Дали во иста бројка оноко колку што ги има и мажите? Добро, мажите се повеќе, нормално, затоа што негдека, сегдека женава не може да биде, како што можат мажите да биде. Каде според вас жената не може да биде повеќе застапена? Пак не може да биде, например, кај што има, да речеме, владатели, порудници, по X фирми, кај што се тие, како да ви кажам, енергетски постројки, по патиштава кај што се градат, има директор, има ова, има она, не е жената да биде изложена на ветроветина, како да речам. Жената за во администрацијата, во власта може да биде, може да води фирми, да води... А еве според вас дали правилно се одбележува меѓународниот ден на жената со тоа што се полни кафеани, подароци, цвеќиња? Види, треба да се одбележи поинаку. Ова е како некако подбивање, како некоја шега. Така, големо благодарам пред се што еве и ни честитавте, еве ќе повторам големо благодарам во името на сите жени кои што се дел од телевизија Телма и секако благодарам што еве бевте првиот со кој што го отворивме ова празнично 8 мартовско издание на Црвена линија. Продолжуваме со вас. Добар ден. Ало. Добар ден, во Црвена линија сте. Добар ден. Добар ден. Според вас правилно ли се одбележува денешниот меѓународен ден на жената? Се одбележува, јас сум од Гевгелија, тука многу се одбележува и цвеќињата веќе расцветани, па жените се штракани насекаде. Каде се тоа раштракани насекаде како што велите? По продавници, по цвекари, по ова. Добро, дали сметате дека е таа пракса правилна за да се одбележи меѓународниот ден на жената? Зошто да не? Тоа е еден почет за жената. Така, еве кажете ми како да се постигне поголема застапеност на жените во сите сфери на животот? И треба. Зашто жените повеќе подобро мислат од мажите. Мажите малку по-на брзина гледат да свршуваат. Добро, еве имате се уште време, па еве кои квалитети ќе ги издвоите кои што ги има жената за сметка на квалитетите на мажите? Послушуваат, повеќе обрнуваат внимание на семејството, на сите работи, особено во парламентот, особено во предпријатијата и така натаму. Така, дали сметате еве дека во парламентот има доволно жени? Нема, треба да има повеќе. Добро, како изненадивте вие вашата жена еве денес? Баш сега ги носиш цвеќињата, јас сум мажот во куќата, на жената купив цвеќе, на двете снаи и имам
од внук, правнук на внуката, жената на внукот и на неа исто така. Благодарам многу што бевте дел од ова издание на Црвена линија и секако преку вас им го честитаме меѓународниот ден на жената, на сите жени од Гевгелија кои што не следат во моментот. Секако продолжуваме понатаму, одиме со следното јавување. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас. Ако сум ја на линија. Да, и тоа сте во празничното издание на Црвена линија. Унапред им честитам на нашите баби, на нашите мајки, на нашите жени, на нашите ќерки, на нашите снави. И во иднина на понежниот пол со многу љубов овој празник. 8 март. Него имав уште нешто да додадам. Ве слушаме. Дали доста е застапана понежниот пол во институциите, во системот? Зборуваме во наша куќа, наша држава. Не. Зошто? Затоа што ние како мажи ротordирани сме некогаш, ние па никој не е. И јас можам да зборувам за себе. 365 дена и 6 часа ја почитувам мојата сопруга. Не само денес, годишно на 8 март, и тоа е некој. Ако немате љубов меѓу себе, меѓу маж и жена и семејството, не испаѓа најдобро. Како се сака и почитува една жена, еве? Да, и треба и да се сака и да се почитува. Зошто? Затоа што зависиме од нив. Па и тие од нас. Ама вистината е на барабар да се онади, на вага да се мери. Не 3 на 1 во парламентов или не знам каде. Така, големо благодарам и вам за јавувањето. Еве, можевте досега да слушнете и драго ми е, морам да признам дека имавме на самиот почеток од Црвена линија мажи кои што зборуваа за квалитетите на жените. И досега сите кажаа дека навистина треба повеќе, особено жени, да има во политичката сфера, во парламентот и така натаму. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас, да ви го честитам празникот Меѓународниот ден на жената. Благодарам, исто и на вас. Големо благодарам. Нема да дебатирам денеска, само ќе им пожелам на жените да бидат живи и здрави и да си го пречекат и испратат убаво празникот 8 март, денот на жената. Кажете ми, како може според вас, еве, како жена, да се постигне поголема рамноуправност во сите сфери на животот? Па тоа зависи, да ви речем, од мажите. Ако мажот ја цени жената, тука мислам и жената ќе биде жртва и ќе се труди повеќе да придонесе дали во фамилијата, дали во општеството и така. Ако се деградираат жените, тука ништо не се може. Дали тоа според вас се започнува еве во рамки на семејството, дали може би воспитувањето игра круцијална улога во однос на рамноправност? Да. А треба и самата жена да се бори, бидејќи има жени рамнодушни на некои работи, едноставно не реагираат. Зошто е тоа така според вас, еве, зошто се само цензурираат? Па, што знам, не знам. Едноставно, таков характер се, не знам како да кажам. И ве кажете ми, како жена, дали сметате дека е правилно да се прославува и одбележува 8 март со полни кафеани, цвеќиња, нови фризури? Пак, кој како има. Така, благодарам што ве имавме секако во ова издание на Црвена линија. Продолжете да не следите за да слушнете еве какви одговори ќе дадат останатите гледачи. Добар ден, продолжуваме секако со вас. Ајде, добар ден. Голем поздрав до вас. Бидете поздравени, поздрав до сите жени. Благодарам многу во името на сите жени од Телма телевизија до вас. Да се живи сега Клара Цеткин и Роза Луксембург. Или во гробот се превртуваат, ке речеа, поарно да не се боревне, да немавне права за жените општо во светот, зборам,
може по-добро ќе беше. Зошто е тоа така? Слушаме по вестите прилози што се случува во цел свет. Да не збориме кај нас. Кај нас наредни 50-60 години нема да дојдат на влијателни, на извршени власт жените. Зашто? Затоа што машката суета кај нас на Балканот, не само кај нас, уште владее. А кога би имало жени од цел свет, земете во Русија, во Америка, се американци, мажи, кога би биле жените, подруго светот ќе се одбива. Ама не го дава тоа мажите. Зашто? Тоа треба да се прашат тие. Значи, големи неправди. Кога би биле жените во некоја, да речем, извршна власт, обшто во животот, подруго ке човечанството. Според вас, кои квалитети ги има жената кои што не ги поседува мажот? Жената нека не ми се наљутат мажите. Жените се отскочнуваат во сите сегменти. Жената работи, жената за децата, жената готви. Ние мажите дојди, најади се, пушти телевизорот, кец 02 оди пополни на спортска, а ова полни кафани. Тоа е балкански синдром. Не само ова, и за 1 мај, место да се протестира, ние скари палиме. Бидете поздравени, се најдобро. Голем поздрав до вас сега кои продолжате да не гледате. Еве како да речеме, знаете дека со појавата на социјалните медиуми и генерално еве и со појавата на Инстаграм пред се, некогаш има и вакви пораки кога станува збор за Меѓународниот ден на жената. Еве, низ интернетот каква честитка се појави, односно ова е една табла пред кафеа на која што има буквално го има напишано ова. Вели, нема повеќе машко-женско, среќен на сите 8 март. Како и да е, како да се постигне поголема застапеност на жените во сите сфери на животот? Што мислите вие, дали правилно да се одбележува Меѓународниот ден на жената преку обемни прослави, полни кафеани, полни фризерници, подарување цвеќиња? Добар ден. Ало, добар ден, Тина. Голем поздрав до вас и секако среќен празник во името на целата редакција и телевизија Телма. Благодарам, среќен и на тебе. Големо благодарам. На сите девојчиња женски што се во вашата телевизија, а уопште и на сите гледачки, од женскиот поглед, што ве гледаат и што се јавуваат и што не се јавуваат. Значи сите нека се живи и здрави. Да ти кажам најискрено, овој ден така се чувствувам некако јадна. Најискрено ти кажувам. Прошетав низ чаршија, низ центаров, прошетав тука кај нас на Боњаковец, цвеќиња. И сега се прашувам, само еден ден ли треба да се даде акцент на жената? Дали толку заслужила жената? Значи толку истина некако, дали уствари ние жените дали сме толку почитувани, за да само овој ден нашиот, ајде сега што ќе зградиме, Па еве како ви се чини, дали жената еве во нашата земја е доволно почитувана и равноправна со мажите, онака како што треба? Не е равноправна, не е почитувана, значи на првиот глед сме постави прашање дали се застапени секаде, рече ете во парламентот има жени, ама има 2-3 жени. Зошто да не биде повеќе жени од мажи, знаеш зошто? Зашто сме многу попаметни, не јас не се само тој кош, зашто сте попаметни и затоа што се плашат мажите. Мажите многу се плашат од паметни жени. Затоа они изиграваат мажи, уствари они глумат мажи. Ајде да ставиме ден тука маж на своја улога и сега и после, абе ќе се утепа од викање, леле, ја не можам да постигнам, па како, па што... Така, благодарам многу за јавувањето и една напомена, само внимателно тајмерот и во ова празнично издание очекува 90 секунди за секое излагање. Продолжуваме секако со вас. Добар ден! На 02-307-0005, еве и со нетрпение очекуваме да слушнеме токму од вас што мислите и дали равноправност и еднаквоста на жените и мажите го има постигнато до потребното ниво во земјава. Добар ден! Добар ден! Среќен празник и вам во името на нашата редакција и секако во името на целата телевизија. Благодарам и вам ви го честитам празникот 8 март. Големо благодарам. Најпрво една забелешка.
после 8 и цртичката март треба да биде со голема буква. Добро што напоменавте, оние кои што се задолжени ќе ја направат измената на тоа. А еве што се однесува до 8 март како датум, начинот на кој што се одбележува според вас е правилен? Законот или воопшто... Полни кафеани, цвеќиња, подарување? Да, ми се допаѓа. Треба да празнуваме за се. За се. Во моментот празнуваме за жената борец, бидејќи навистина некогаш и немала права. Немала права ни на глас. Сега има право на глас. Според вас дали е достигнато потребното ниво на рамноправност? Па, кој треба да го постигне? Жената е таа што треба да го постигне. Значи, ако јас сум сакала да бидам пред те мајка, сум била мајка, сум била домаќинка. Ако сум сакала да бидам менаџер, ако сум сакала да просто да работам во сферата на бизнисот, сум можела да го посветам времето на тоа поле. Жената е таму кај што се нашла. Ме разбирате? Така да, каде што самата нели ќе си го обезбеди местото. Значи, жената е таа која што го одредува своето место, предпоставувам тоа оно што сакавте да го укажете. Благодарам големо за вашите одговори во ова денешно издание на Црвена линија и еве за следните јавувања. Сега како напомена, внимавајте на тајмерот 90 секунди. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас и секако среќен празник во името на редакцијата и телевизијата. И на вас нека ви е среќен празник. Благодарам. А да ви кажам дека не е правилно, да се правилно прославува. Повеќе има мажи у кафаните, а помалку има жени, да ви кажам. Повеќе слават мажите. Тоа дојде како празник на цвеќето, а не на жените. Камо тие говори, камо тие маршове, камо да се прославува како едно време што се прославуваше и 1 мај и други празници, 29 ноември, сега нема ништо такво. Во минатото еве како се одбележуваше 8 март? Одбележува се што само жените организираа предпријатијата за жените, а не сега како сега што е. Излеват, мажите се први на масата, жените ги нема никаде. Мажите прославуваат 8 март. Ако он пуштува жена му, ќе изведе и друг ден со него заедно у кафана. А да, почасте. А не сега на 8 март и он со неа да не ја земе некој. Тоа не е убаво. Не е правилно. Според вас како може да се постигне поголема рамноправност и застапеност на жени? Да биде и државата треба малку. Државата треба да посвети внимание. Државата треба да посвети внимание на жените. Без жените за никаде. Гледате мажите што прават. А што прават жените? Сега и жените исти са на бетер од мажите. Како да ви кажам, гледам у собрание, дилицери, карат се едни со други, бреѓат се, тоа никаде не воде. Едно време у предпријатијата, јас сум работила банка, имаше поштовање на колешки со колеги, сега нема ништо. Така, благодарам многу еве и вам за учеството во ова издание на Црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Би ве замолила пред се да го намалите тонот на телевизорот за да добро се слушнеме. Исклучено. Одлично, па еве, според вас правилно ли се прославува и одбележува 8 март? Па ја ако би ме прашале мене, ја би рекол дека па и жените некоја сакат да бидат со мажите, со колегите и не би требало да се двојат. Треба да бидат жените да се вреднувани како и секој маж, бидејќи нема вреднување за мажи посебно за разлика од жените. Јас сум работел во фирма кај што вреднувањето на трудот нема посебна графа мажи 500 бода, жени 450 бода. Значи вреднувањето на соодветното работно место си е према потребата и према квалификацијата за тоа образование. Така да, многу пати сум го слушал ова, не сте вреднувани подеднако. Вие кажете ми, дали кај вас има за работното место, вие што го работите и мажот, дали има разлика кај вас?
Ке мене нема маж до мене за да можам да кажам, но кога ќе има ќе кажам секако, кога ќе имам се разбира професионален партнер во мојот. Меѓутоа, ама Ајде во однос на другите сфери во животот, дали се уште е постигната она рамноправна застапеност? Ја викам дека ја ќе ви кажам дека жената, еве конкретно парламентот. Жената за да дојде до парламент треба да се избори дома. За мене, дома? Да го стекне своето право, да може да биде досаствува од дома, да распореди дома кој ќе ги чува децата. Така, благодарам многу, еве интересна насока дадовте во однос на денешната дискусија. Па неколку пати се повтори дури и од една јавувачка дека жената можеби е таа која што прво и основно треба да се избори самата за својата положба. Гледачот рече тоа пред се да биде дома, за да може нели подоцна да се посвети на оние сфери во кои што сака да напредува. Дали се согласувате, еве какви се вашите одговори? Добар ден. Добар ден, ако сум јас на линија. Да, и прво да ви честитаме, среќен празник и секако се најубаво ви посакуваме во сите сфери во животот, и како редакција, и како телевизија. Ви благодарам, Тина, од срце и јас лично на тебе. Големо благодарам. Како водителка и како сталожена жена, што можеш да бидеш и функционерка со ваква стрпливост, и на сите новинарки, и на сите мајки му го честитам 8 март, меѓутоа не се слагам со прослави. Овај ден не е наменет за прослави. Прослава се знае за Нова година, за Великден, за Божик. Нормално се знае зашто е овај ден. 1 мај е ден за трудот, а 8 март е денот за право на жената. Жената се уште во 24-та година живее под дискриминација. И колку сака да она се пробија од сама за да просперира или да успее нешто во животот, мора да има сопка или од партнерот или од фамилијата. Ние живееме во такво општество. Денот е за да има протести за рамноправност. На госпоѓата Силјановска и пожелувам да го добија мандатот и кога ќе се изедначиме да имаме премиер жена и председател жена, тогаш имаме и рамноправност кај жената. Ајде, според вас, од каде треба да се почне за да се постигне многу повеќе во поглед на рамноправноста? Дали тоа е во рамките на семејството, домот? А да ви кажам, по моје мислење и моја иницијатива е лично, ако има согласност меѓу жени со жени и ќе се собора сите стереотипи. Сите стереотипи. Значи, најнапред, според вас, жените со жените да имаат разбирачка, што би се рекло, и согласност. Одлично, благодарам многу еве за укажаните, упатените пред се честитки и секако одговори. Продолжуваме со вас. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Ве молам пред се да го намалите целосно тонот на телевизорот. Друга се јаве. Не се јавува никој друг, мора да го намалите целосно тонот на телевизорот. И ако добро се слушаме, прво пред се ќе ви речам среќен празник и вам во име од нашата редакција и секако целата телевизија. Добар ден, среќен празник. Големо благодарам. Па еве, дали треба вака правилно ли е да се одбележува 8 март со прослави и подарување? 8 март е за мене ден на борбата на жената за равноправност. Полни кафеани и подароци и цвеќиња е друга работа. Жената се борела за права и треба да продолжат и идните генерации да се борат за права. Само многу право да не злоупотребуваат права, ако дојд, например, во нашава држава, дојде ни министерки Комила Царовска да го уништат образованието, со такви злоупотреби не се слагам. Се слагам за прогрес на жената да ојд напред и секоја година, и секој ден, и секаде, и на работно место да се избори за правата на жената, а не за злоупотреба на образование. А еве, кажете ми, тој прогрес, таа борба од каде почнува? Во рамките на семејството треба да започне да биде? Од семејството, од образованието, од секаде, и да продолжи на работно место и до крај на животот.
Така, еве, кажете ми, според вас како може да се постигне поголема застапеност во овој момент на жените? Ако жените се борят за правда, може да постигнат поголема застапеност. Ако не се борят да крене два прста кој како ќе им надмитне, може да постигне. Ја мисля, може само ако сакат. Ако не злоупотребят функција. Така. А да се боре, треба да продолжат. А полни кафани, празни кафани, тоа е. Така, големо благодарам и вам за вашите одговори. Продолжуваме понатаму. Можевте досега, еве, навистина ме драго што ви има во голем број, па имаме и разновиден спектар на искажување и одговори всушност од каде треба да се почне и колку е всушност равноправна и денес во 2024 жената, особено во овие простори, во оваа земја. Добар ден! Добар ден! Голем поздрав и до вас, во Црвена линија сте. Среќен празник на сите жени. Големо благодарам. Како прво и прво. Сега. Има женски и машки работи. Тоа може да се рече. Например, жената не може да работи како дрвосечач во шума. Дали може? Не може. Ама зато по мажа не може да работи како медицинска сестра. Не може да ја замени медицинската сестра на болница. Но имаме медицински братови секако и тоа е... Имаме медицински братови, меѓутоа друго е медицинска сестра, друго е медицинската сестра може да биде и негователка и сите работи, што на мажа не му е баш, како да кажем, не му е баш онака природно, мислам, не се природно надарени за таа работа. Така да... А еве во однос на политичката сфера во собранието? Пред малку го слушнав Ковачевски и вели дека колку жени има во парламентот и во владата. Вели дека 50% се веќе. Во СДСМ, барем, во таа партија. Сега, јас морам да му верувам, бидејќи тоа може да се провери и да се рече не се толку лажи човекот. А еве, според вас, дали правилно се прославува денешниот ден? Со прослави, подарување цвеќиња? Па нека се прославува, зошто? Цвеќето е едно чисто онака, како да кажам... Внимание, сакате. Символика, едно внимание. Така, големо благодарам и вам за вашите одговори. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Ало. Добар ден. И вам ќе ви дадам една напомена да го намалите целосно тонот на телевизорот, подобро да се слушнеме. Во ред. Така, целосно, да зборуваме преку слушалка. Во ред. Јас се јавив предходно, пред 2-3 гледателки. Така, ова ви е второ вклучување, повелете. Ја предходно не ви честитам вам и на целиот женски род празникот. Големо благодарам во името на сите жени во Телма телевизија пред се. Така да, еве, ќе кажам повторно, во парламентот ја би предложил сите да бидат жени. Мене жените не ми сметаат. Меѓутоа, дали токав број на жени би се избориле за да бидат 120 во парламентот? Па ќе кажам, дома дал би се избориле. Така да, секој, мажите, се да речам, послободни си бар. Еве, ја дома се имам изборедо. Прво смукалката е моја. И јас се борам за нејзе. Значи, вие се борите за првосмукалката, добро? Па успеав некако. Нека успее и жената во парламентот. Да знаете дека имаме и првосмукалка како главна награда, нешто подоцна и во заврти на Телма. Јас се покажав, ова е мојата наводена паре. Така да, сакам да кажам, жените не се, ми се чини, не се подценети и не се неценети во општеството. Меѓутоа, пак зависи од нив како ќе дојдат до своето право да се чуе нивниот глас. Во парламентот ја многу малку имам жени што слушам, што зборат и барат правата за народ. Така, големо благодарам и вам за повторното вклучување во Црвена линија. Добро, ајде да видиме што ќе слушнеме понатаму. Ова е една, морам да признам и да ве пофалам, фантастична дискусија и драго ми е дека ви има во голем број. Добар ден. Добар ден, Тина. Голем поздрав до вас. Среќен 8 март.
Големо и благодарам во името на сите мои колешки од Телма Тоа телевизија. и мислев да го кажам и на сите колешки ваши и на сите мајки и жени во светот. Што се однесува, тоа е балканска традиција, свеќина, полни кафани, знаете, ние нека и последното знаеме да прославиме. Мислам и тоа така ќе си оди и било и секој е чест. Жените, јас мислам дека доста се застапени во политика и градоначалници. Па ево сега ќе имаме може жена председател за прв пат на Македонија, така да е во ред. Може би се за мое мислење поумерени од нас мажите во некои одлуки и во секакви одлуки, али сепак реков дека доста се застапени во денешно време. Што то не било многу порано. Така да и од нив има научници, и од нив има професорки, и од нив има се што, па и водителки, па и така натака. Јас ве поздравувам. Дали сметате дека допрва ќе се зголемува застапеноста на жените во извршната власт? Да, мислам да. Според вас, дали добро ќе се покажат подобро жените доколку ги има повеќе во извршна власт? И тоа ќе одговорам со да, и претходно кажав дека поумерени се можеби, ние сме побрзи, сакаме наеднаш нешто или заинает, меѓутоа кај жените тоа ми се чини дека е подобро. Така, благодарам многу и вам за јавувањето. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас во Црвена линија. До вас уште поголем. Благодарам многу. И да ви кажам, нека ви е среќен овој ден и на вас и на сите како вас што се. Големо благодарам во името на сите што ве слушаат во моментот и гледаат Црвена линија, припадничките. Така, инаку да кажам дека сум на Total TV пренос на телевизија, меѓутоа ја немаме Total TV и нека знаат сите дека ја нема Total TV Телма и Канал 5. И затоа треба да се некои запраша зошто е ова што ме дали не плаќале на телевизиите, па им укинале. Добро, ајде многу сакаме од вас да слушнеме, еве дали правилно се одбележува овој меѓународен ден на жената? Па видим, правилно, кривилно, тоа е тоа што се случува сега, тоа е тоа, меѓутоа добро е што воопшто еве се наоѓа барем малку време да се посвети на жените, да се отсетат малку по-слободно баре овој ден, ако не другите. И така да, иначе прослава како прослава, празници има во Македонија колку сакаш, еве и овој ден на жените им се дозволува неколку сати сигурно од работа се ослободуваат, па идат по некоја седенка, кој сака и кој може, макар да ретко кој може. Сите сакаат, меѓутоа ретко кој може, пошто и на седенка... Така, а еве според вас како може да се постигне поголема рамноправност и застапеност пред се на жените во сите сфери на животот? Па треба поголема мудрост, поголем разум, повеќе култура, треба повеќе образование, многу работи се потребни за да се знае што е започит, макар да и мажите некои не се започит, и жените некои не се започит, ама еве, Господ створил се што створил и мора да се трпат сите, такви се, ама еве да се наоѓа некој баланс, некој решение, да се задоволни барем овој ден во годината, ако не повеќе. Така, благодарам многу и вам и за честитките и секако еве за тоа што ги дадовте вашите видувања како одговор во ова издание на Црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Ајде, добар ден. Голем поздрав и до вас во Црвена линија сте, повелете. Поздрави до вас, убав ден, среќен ден. Благодарам од се срце и во името на сите мои колешки, еве, за вашите честитки упатени до сите нас. Честитки, значи, до сите од понежниот пол, па ја би ги поделил малку честитки, ве. Над 50 години, значи, од се срце би им честитал, ама под 50 години и сега веќе во последно време нити знаеме кој е маж, кој е жена. И ова не можам да го разберам, ама сепак, кој ќе се наоѓа од честиткава, нека ја прифати. Сакам да биде секој ден ваков, не еден ден.
Ја не би дозволил, примери, само еден ден некој да се грижи за мене или да ме донесе некој поклон, него тоа сакам секој ден, ако не било со поклони, барам нека биде со некој убав збор, значи искреност, значи осме, тоа, иначе друго не сакам ни да додадам, не сакам ни да бидам досаден. Еве ќе кажеме факт е дека бројот на жените во политиката се зголемува. Сметате ли дека и многу подобро ќе се покажат во рамки на извршната власт? Да, нема лошо ништо во тоа. Жените, јас ги почитувам, пошто и треба да се почитува. Тоа е нешто што Господ го создал за мажот и тоа треба да се почитува, а не значи дека е жена и не знае да менаџира. Факт дека знае да ми има жени што менаџират поубави од мажи. Ама е проблемот што недостапноста, значи до нив малку е помала, ама треба, значи треба и тие да бидат во системот, пошто стварно ги бива. Ја не викам дека не ги бива, ама сепак тоа е нешто башка, него мене беше повеќе ради честиткиве. Многу жени не треба да дозволат да се слави, значи, овој ден. Така, благодарам многу и вам за јавувањето и секако за вашите одговори. Продолжете да не следите и понатаму. Да слушаме следни одговори. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас, во црвена линија сте, повелите. Голем поздрав до вас и до сите жени, среќен празник. Големо благодарам во името на сите жени кои што ве слушаат во моментот. Ова ми е прво јавување во живо вака, така да не знам од кај да почнам. Као прво. Од почеток, а јас ќе ви се заблагодарам и драго ни е дека ве се охрабривте и дека нема да биде последен пат. Да. Као прво вака, славењето на жените мислам дека е дозволено и дека е оправдано и нека овој ден нека прават што сакаат и мислам бидат и покапијани и се. Као второ, дали се дискриминирани? Мислам дека не. Мислам дека не, затоа што нема ни еден закон кој забранува жена да прави било што. Така да, тоа зависи од секоја жена индивидуално, колку е амбициозна, колку сака да направи нешто. Никој не и брани дали ќе одлучи да биде домаќинка или ќе биде нешто друго, не разбирате? Така, значи своето место жената всушност го одбира во сферата. Точно, да, тоа сакам да кажам дека не гледам дискриминација, не гледам дека нешто. Сега, окей, мажите се понапред, али имаат слободна волја да прават и да действуваат како што сакаат. Добро, а во рамки на семејството и тоа може да ни кажете колку е клучно и важно рамноправноста да се добие во рамки на семејството? Ќе ви кажам само една работа. Жена, мајка, кралица. Така, благодарам многу за јавувањето и секако за тоа што и ве се охрабривте и за прв пат да бидете дел од една контактна емисија и верувам нема да биде последен пат. Продолжуваме понатаму со вас. Добар ден. Ало, добар ден. Господја Тина. Господине Никола, добар ден и добре ни дојдовте во ова празнично издание на Црвена линија. Видите, честитки 8 март на целата екипа на Телма телевизија и на целиот свет, на сите жени. Големо благодарам во името на сите жени и оние кои што се дел од нашата редакција и телевизијата и секако од светот. Многу жени се обесправени во светот и гладни дечиња умираат во Палестина, во Украина и така натака, а највише заслуги за науката има жената. Да ја споменеме само Марија Кири Склодовска, која го пронашла нуклеарното оружје. Да, нејзините тетрадки се денеска во Париз, во музеот, каде што се озрачени. Господине Никола, дали сметате дека жените постигнаа во 2024 година поголема застапеност? Еве македонската жена, да речеме, во рамки на сите сфери во животот. Македонската жена
не без реформи не може да достигне успеси во како се вика во низиниот естаблишмент во општеството. Така, потребни се повеќе реформи. Добро, благодарам многу, господине Николај, за вашето јавување и секако за честитките упатени до сите жени. Добар ден! Добар ден! Среќен празник пред се, да ви посакаме многу успеси и многу убави нешта од сега па натаму. Благодарам. Исто така возвраќам и поголеми права на жената. На ниво на свет. Ова е меѓународен празник на жената и не е точно дека жената е веќе равноправна, него се уште треба да се избори и не е точно дека не е дискриминирана. Точно е. Зависи на кој дел од земјината топка се наоѓа, па и процентот на дискриминација така се движи. Значи, жените се уште треба да се борат за своите равноправни права со мажот. Тоа е моје мислење. И сега во контекст нова ќе кажам изјава од човекот е прво, не знам, музичар и невропсихолог. Се вика Крсте Роджерски, живее во Америка. На една телевизија вака кажа, кога го праша што мислат американците, не обичните, они од високата интелигенција па и политичари што биле во Македонија, а негови пријатели, што мислат за Македонија, како, што функционира во Македонија и како се живее. Тие му одговориле Македонија не функционира. И кога прашал зошто, затоа што вирее висок криминал, висока мрзеливост и висок процент на сексизам. Па сега нека сватат овие што слушаат и што мислат дека сме равноправни. Дали има дискриминација на жената? Баш на последното. Така, значи, од каде треба да се почне? За да си го најдат нивното право во општеството. И тоа е факт. Никој не може да одрекува. Така, добро, благодарам многу за јавувањето и ве слушнавте и последната гледачка што напомена и што укажа и даде како одговор на денешните прашања. Па и според вас од каде треба да се почне всушност и за да се постигне поголема застапеност на жените во сите сфери на животот. И дали е постигната според вас, може би според некој од вас е веќе постигната. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас, среќен празник во името на целата редакција. Поздрав и до вас, среќен 8 март. Големо благодарам. Јас имам една забелешка. Морам да укажам на правописот моментално како наслов што оди за денешната тема. 8 март ви е погрешно напишано. Во овие тешки времења за македонците и македонскиот јазик сметам дека треба да внимавате нова. 8 март се пишува без ми. Ви благодарам, пријатен ден. Тоа е се? Добро, благодарам многу за јавувањето и продолжуваме понатаму. Би сакале секако и да слушнеме, особено ќе напоменам од припадничките на понежниот пол, да укажат на фактот колку е постигната застапеноста. Но како и да е, мора да укажеме на тоа дека времето секако си врви, па така дојде и времето за реклами. Сега време да ги соопштиме резултатите и подсетување секако да не заследите на Инстаграм, па веќе од понеделник да учествувате активно во сите анкети кои што ќе следуваат во рамки на наредната работна недела. На денешната анкета, дали равноправноста на жените и мажите го има достигнато потребното ниво, со да одговорија 49%. Со не одговорија 51%. Сега доаѓа моментот каде што уште еднаш навистина ви се заблагодарувам за вашето учество и допринос во ова празнично издание на Црвена линија, но многу ќе ми биде драго да бидете дел и од празничното издание на најгледаниот квиз заврти на Телма. Како што и укажав на еден од гледачите кој што вели јас сум задолжен за правосмукалката, ќе потсетам дека денес некој од вас ќе биде задолжен за сосема нова правосмукалка, бидејќи тоа ќе биде за почеток главната награда во заврти на Телма. Забележете ги и следниве прашања кои што секако ќе биде дел од квизот. Како го викаме со друго име еркондишнот? Потоа куче што постојано лае без потреба, испрекинато, велиме дека не лае туку.
Во смешниот македонски турски речник фразата сузгума како е преведена на македонски, е уште едно прашање, која општина во Македонија се граничи само со една општина? Точни одговори ќе дадете вие и тоа во заврти на Телма. Се гледаме за многу кусо време.